Јас во моето обраќање ќе се задржам на делот од програмата на новата влада и тоа најмногу ќе посветам внимание разбирливо за она што за нас како Зелена партија Дом е најважно и за кое учествувавме во разговорите со мандатарот и со тимот во однос на составување на програмата, особено во делот на заштита на животната средина и климата. Она што ме радува е дека Европскиот зелен договор и понатаму, како и досега, останува основен принцип во креирање на владината програма и политиките што се однесуваат не само на заштитата на животната средина и климата, туку и на економскиот развој на државата, бидејќи неколку пати, како што и се наведува во самата програма, зелената економија и отворањето нови зелени работни места стануваат приоритет во економскиот развој и дека насоките се точно во обезбедување на одржлив развој. Тоа е она што ние како Зелена партија и не само Дом, туку и во целиот свет зелените го бараат и што веќе станува тренд, да не зборувам за Европската Унија, која што практично со тој Европски зелен договор се обврза до 2050 година да стане климатски неутрален континент, што значи да нема повеќе емисии на штетните стакленички гасови, кои што се главен предизвикувач на климатските промени. Во аспект на почитување на заштитата на животната средина и особено од аспект во борбата со климатските промени, и според самиот Европски зелен договор, најважно е дека мора да се обезбеди праведна транзиција од употребата на фосилни извори на енергија кон обновливите извори на енергија. За Македонија пред се тоа се однесува на употребата на сонцето и ветерот во производството на електрична енергија. И мене ми е навистина драго и јас сакам да истакнам неколку и наведени во програмата проекти кои што се веќе во тек на реализација, за некои веројатно и понатаму ќе дискутираме овде во собранието, бидејќи тоа е начинот на кој што треба да се заменат фосилните извори на енергија и да се обезбеди производство на електрична енергија од сонце пред се и од ветер се разбира, како обновливи извори, и тоа не е важно само во овој контекст на енергетска криза, туку е важно и за развој на економијата и е важно за заштитата на животната средина и се разбира здравието на луѓето. Така што отварањето на нови ветерни паркови во регионот на Крива Паланка, Старо Нагоричане и Ранковце со капацитет од 414 мегавати, потоа сончевиот парк во регионот на Штип, кој што е со капацитет од 360 мегавати, Сончев парк Ерџелија со капацитет 85 мегавати, сончеви паркови во Долни Балван, Штип и Пехчево со капацитет над 450 мегавати. Мислам дека ова се навистина значајни инвестиции во овој дел и дека тоа е начинот во кој што треба да се инвестира. Посебно ме радува што се почитува и зеленото сценарио од стратегијата за енергетика, што значи дека и РЕК Битола и во ТЕЦ Осломе исто така дел од капацитетите се разбира со тек на време ќе бидат заменувани и на место производство на електрична енергија од јаглен ќе имаме од фотоволтаици. И тоа е посебно значајно и тоа е примерот како јагленот да се замени со обновливи извори на енергија. Во тој контекст само би сакала да надополнам, бидејќи во овој дел не го видов, мислам дека не е спомнат ни во делот на социјалните политики, дека мора да се внимава на терминот праведна транзиција, бидејќи за да транзицијата навистина биде спроведена, мора да биде праведна, а тоа значи дека мора луѓето кои што сега работат во овие капацитети кои користат фосилни извори на енергија да бидат доедуцирани, преквалификувани, доквалификувани, за да можат да се ги задржат своите работни места и не само да ги задржат работните места, туку и да добијат посоодветни, подостоинствени зелени работни места.
Особено нешто што е значајно во овој дел, што сакам да го истакнам и што е предлог на дом практично во оваа програма, тоа е не само да се овозможи и да се стимулираат бизнисите да вложуваат во овие обновливи извори, туку да се развива енергетската демократија, односно да им се овозможи на граѓаните да станат не само потрошувачи, туку и производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија. И за ова договоривме дека ќе се направи посебен закон и ќе се овозможи сите административни процедури да се олеснат, но исто така и ограничувањата кои што постојат во правилникот на Законот за енергетика да бидат едноставно симнати, за да можат граѓаните да бидат помотивирани да поставуваат фотоволтаици и самите да се произведуваат електрична енергија. За ова зборувам многу долго време и ме радува што конечно ова станува приоритет во однос на политиките на владата. Исто така зборувавме за Фондот за енергетска ефикасност. Вие знаете, во ова собрание по долга расправа го донесовме Законот за енергетска ефикасност, со кој што се утврдува и Фонд за енергетска ефикасност. Тој мора што побрзо да профункционира, затоа што токму тој фонд ќе овозможува еден одржлив развој, за да може да се воспостави енергетска ефикасност на сите јавни објекти. Тоа е исто така многу значаен сегмент, бидејќи не е доволно само да овозможите производство на струја од сонце и ветер, туку мора да овозможите енергетски ефикасни објекти. Мислам дека ако некој порано тоа и не го разбираше од еколошки аспект, сега во услови на енергетска криза на сите ни станува јасно колку е тоа многу важно. Посебно сакам да потенцирам што се согласивме околу регионалните санитарни депонии, процес што трае премногу долго во Македонија, и ме радува што 22 конечно оваа регионална санитарна депонија за источниот и североисточниот регион ќе почне да функционира. Оти тоа е начинот како да ги затвориме дивите депонии и како да имаме навистина по сите европски стандарди центар за управување со отпад, кој што ќе се базира на циркуларната економија. Сакам да истакнам и во делот на малите хидроцентрали. Во програмата на владата стои дека останува забраната, тоа беше и претходно исто така во самата програма, останува забраната за мали хидроцентрали во национални паркови и заштитени подрачја. Она што ние го бараме е комплетно да се забрани изградбата на мали хидроцентрали. Јас знам дека во изминатите 2 години не е дадена од Министерството нова дозвола за нова мала хидроцентрала, но мислам дека дополнително и информациите од граѓанските организации, но исто така и ова што го видовме со извештајот на Државниот завод за ревизија кога станува збор за малите хидроцентрали, и како ни дава за право да бараме да се престане, бидејќи нема никаква економска исплатливост, а огромна штета за животната средина и за климата. И навистина доколку само се тргнат субвенциите за малите хидроцентрали, едноставно тоа и за инвеститорите ќе стане неисплатливо за да градат мали хидроцентрали. Во однос, да сумирам, баравме воведување на Министерство за клима и енергија. Многу е важно и понатаму ќе инсистираме. Знам дека е потребно двотретинско мнозинство за тоа да се оформи, но дефинитивно и заштитата на климата во тој контекст и енергетските политики ќе бидат предизвик не само на сегашноста, туку и на иднината, и нас ни треба сериозна институција која што ги обединува овие политики и ќе ги има кадрите и системно организираност за да може навистина сето ова да се реализира. Така што мислам дека собранието ќе даде поддршка за една таква институција, бидејќи во моментов ние имаме само по 1 или 2 луѓе негде во некое министерство кои што се некоординирани. Тоа стои и во извештајот на Европската унија дека капацитетите административни се ниски и дека нема добра координација. Бидејќи времето ми е кусо, само да кажам, бидејќи се спомна легализација, декриминализација на канабис, да, тоа е барање на дом.
еве да можете конкретно и да ме прозивате. Ние долго години зборуваме за тоа е дел од програмата на Дом. Да ве потсетам, во 10, само да довршам председателе, во 10 држави во САД со години наназад е легализирана, во Канада, Малта е последната држава која што легализираше употреба на канабис за лична употреба и еве новата германска влада исто така планира да Александар донесе Николовски, закон. реплика. Благодарам.